Како струга нема друга, затоа што нејзината уникатност е струшката магија од природни и создадени убавини. Во деновите најсончева од сите градови, во ноќите најпоетична. Град на две води, во чие грло се спојуваат Охридското езеро и реката Дрим. Со античкото име Енхалон, Јагула, и самата е јагулеста со водотеците на Дрим, каде што почнува и љубовното патување на јагулата до нејзиното мрестење во Саргаско море. Природен феномен. Не случајно целата таа природна енергетска аура изродила и многу уметници, браќата Миладинови, Владо Малески, Ристо Крле, Вангел Коџоман, Христо Матов. Меѓу нив е и нејзиното грло ненадпеано, кое ги помести музичките граници со Имали песна, Звездо моја, и се надоврза на тъга за југ со својата тъга за струга. Струга самата е разбој од култури, како оној од романот, низ призмата на најубавите дела, поетските вечери, струшката магија, мостовите, трските, лебедите, корзото, низ чекорите и сеќавањата на стружанчето, кое стана еден од најмоќните македонски гласови. Ви ја даваме струга низ песна, со човекот кој денес има срце планина и душа езерска, длабока, широка и секогаш отворена за своето гнездо Македонија. Да познаваш некого во домот не е целосно запознавање. За да видиме каков е мојот денешен соговорник во срцето и душата, дојдовме во неговиот роден град, во неговата родна Струга. Конечно. Ние вака. Време беше. Добре дојдовте. Добро те најдов. Искрено ти кажам, многу сум среќна што конечно се оствари оној план кој што јас и ти одамна го планираме да се дружиме во твојот роден град. Се договаравме и Конечно дојде времето, така. Ама не требало договор, требало само да дојде денот, така? Само желба. Кога ти најавив дека сакам да снимаме со тебе во Струга, и ти реков имам некој план да одиме ваму таму, ти ми рече остај се на мене. Струга е моја, јас секи испланирам. Апсолутно. Се е смислено? Све е смислено. Може да почнеме да стартуваме со кафе. Па искрено ти кажам, така мене ми почнува денот, тебе? Исто, нормално. Без кафе машината не покрива. Не дишиме. Бидејќи сме во близина на еден од најубавите, најстарите хотели на... Ако и не е најубав. Ете така, на овој дел од Охридското езеро. Хотел Дрим, да. Така, почнуваме со кафенце во Дрим и не знам кај ќе ме носиш наум, ти верувам. Ќе се прошетаме. Ни се погоди и времето. Одлично. Почнуваме со кафе и одиме. Апсолутно. Ајде. Кафето е испиено и денот може да ни почне, така? Апсолутно може. Како роден струженец, човек кому овде му поминало детството и младоста. Во најголем дел. Така. Прво ќе те прашам, бидејќи еве нели не знам каде ќе ме носиш денес, што е она што мора да се види кога ќе се дојде во Струга? Па стартувавме се од Дрим,
Излегуваме, како што ја викаме ние, Машка плажа. Тука сме поминале, значи најголем дел од моето детство е поминат баш на оваа плажа. Тука, па одиме на кај пристаништето, па одиме на влезот на Црни Дрим и ќе одиме на Галеп, се разбира. На уште едно кафе. Ти во името на музиката го прошета светот, во името на музиката и нашата дружба денес сме покрај Охридското езеро и ти благодарам за оваа убавина, ама мислам дека редно е малку да поуживаме во езерото. Искрено рече ќе ме носиш на некоја следна локација, чувај го остатокот од муабетот за детството. Јас не можам да мислиш дека заборавив на прашањата. Продолжуваме, не е лошо да направиме некоја фотка покрај езеро. Може. Грлото на струга со вливот на Дрим е најубавиот пейсаж. Поезија на природата каде што се спојуваат реката, градот и езерото. Допирот или границата се бреговите, нанижани со градски плажи, заливи и места со локални имиња кои го чуваат споменот на езерската убавица. Нејзиниот маркантен лебед меѓу хотелите е Дрим, кој се доживува како архитектонска, хортикултурна и песочна композиција со сопствена плажа, елегантна тераса и сместувачки капацитет со 196 стилски уредени соби, 4 апартмани, спа центар, национален алакарт ресторан. Удобноста продолжува во анимиран простор со мини бар, фитнес сала, куглана, детско катче, а целината е заокружена со пристапност и сопствен паркинг. Приказната за еден од најубавите македонски хотели на Струшката ривиера, со панорама на самиот зародиш на градот, започнува со изградбата од 1977 година и станува атрибут на развојот и одржливоста на домашното хотелиерство во рамките на езерскиот туризам. Денеска тој е многу повеќе од хотел, тој е класа со историска вредност, истовремено модернизиран со сите компоненти кои пружаат задоволство. Од влезот, приемот на рецепција и првиот впечаток на вегетативниот атриум, чија градина ги досегнува височините на катовите, неговата грандиозност се шири преку фоајеата до типизираните соби со најубавиот поглед. Престојот, услугата, менито и сите додадени вредности пружаат величенствено искуство, сон или дрим за трагачите по ексклузиви. Спротиутринските бранови, звездените вечери, звуците на галебите, интимизиран и суптилен, тој самиот е потковица, светилник меѓу езерото и градот. Нам од хотел Дрим дојдовме и до Дрим. Да, устието на реката Дрим, кај што се влева веќе од Охридското езеро. И ова е ми е најомиленото место, можеби, во целиот свет. Заради тоа и не сум останал никаде во светот, ради баш овие наши убавини. Тука поминува многу време. Морам да ти изведам, извини, пред да продолжиш. Кога се договаравме да одиме, рече, абе, кај ме најде сега јас? Така си рече сега, извини, јас тоа не го мислам, рече, стар сум да патувам. А кога доаѓавме ми рече, го видов езерото и заборавив на се. Така беше? Секој пат било така, да. Кога е да сум помислил да останам во странство, кога ќе поминам тој предел кај што излегуваш на кај аеродромот и се гледа веќе езерото, и заборавам на сите земји кај што сум бил, имам една цел само да стигнам тука. Овој мост се нарекува дрвениот мост, така? Ова е дрвениот мост, пак мостот на поезијата. Така? И да, надоле после почнува и чаршијата доле.
Има убави ресторанчиња покрај Дримот. Има кај да се седни летно време, убавина, свежина. Не е она како Скопје, речи нека. Само да седиш и да се потиш, него е навечер е баш ладничко. Еве ова е тоа место кај што летно време најпоќе го користам за риболов. Да? Баш тука е. И каква риба има овде најмногу? Па има се од риба, има плашица, има кркушка или ние струшки си ја викаме меренка. Има грунци, има јагула, има крап, има клен. Значи тука е собиралиште. А на времињата имаш и многу пастарка. И обично сега зимско време нешто влегуваат од пастарките и на мрез тука. Може ретко да се забележи. Така, ти ми рече дека ова е според тебе најбавното место во Струга и сега Ова и Свети Наум се најубавите места на Охридско езеро. и заради природата, јас мислев овде кој што се случувало Наум. Па се случувале и љубови, се случувале и цел живот се случил тука, уствари. Тука ни е домот на културата, тука ни беше киното, тука сме биле на првите мюзикли, Брилјантин, Dirty Dancing и уште многу прејада на такви филмови. Па тука се одржуваат концерти како малечки, ние основно и средно бевме кога ја слушавме Дивле јагоде вече, као група. Ни доаѓале Дивле јагоде да ги слушаме и овде идеја стално пејачи, познати во Дрим, во Бисер исто. И што викаш ти ќе пораснаме еден ден ќе видите кој ќе стане Наум. Така и почнав со мојата прва група. Млади бевме, многу. Јас имав 18 и пол, 19 години. Почнавме од Еврохотел, па после во Дрим, па Галеп, Бисер, Излез, нема хотел кај што немам пеено. Девчани мора да го спомнам исто, имаше секој пат музика по рестораните, Вија Игнација, Фросина. Да искористам и ова прилика да ги поздравам сите. И ден денеска сме пријатели. Ама не почна со народно, така? Не, почна баш со забавно тоа. Како се случи некој кој што пеел забавна музика во 1990 година да ја сними, како беше, Бекрија? Што ќе ти е Бекрија? Што се случи? Па се Да направиш случи таков пресврт. да одам на редовна аудиција во Македонската радио телевизија и таму се запознав со Љупчо Трајковски Фис, кој ми понуди одма песна, што имаше готово направено. Текстот е на Драган Мјалковски, музиката и аранжманот се на Љупчо Трајковски Фис. И така ја изненаден се одма од аудиција директно на песна. И тоаш ни почна другарството со Љупчо Трајковски Фис. Така да трае и ден денеска. Сега спремаме пак некои нови песни. Ќе учествуваме на Интерфест Битола или сеја Серенада. Серенада на широк сокак. Имаме песна заедничка пак. Дружењето продолжува со музика. Што ми е мило е драго, на Струга дуќан да имам. Што ми е мило е драго, на Струга дуќан да имам. Стара Струга, она од разгледниците и песните, денеска има ново урбано лице врз наследената староградска рамка. Се шири и расне, со новиот бран на предприемачки дух, типичен за градот конкурентен на големите метрополи. Мала е, но стокмена и полна со се. Дури во песната "На Струга дуќан да имам", изборот токму на овој град е најсоодветен. Порано со дуќани и чаршија, денеска со маркети и трговски центри, таа од локална станува интернационална кошница на најдоброто од светот, токму во понудата на мегамаркетот Миса
Име што расне, со предизвик да го збогати диверзитетот на понудите и во останатите градови. Овој ланец на современи и екстра опремени маркети е исклучителен по својата разноврсност, имидж и богата понуда. Денеска брои вкупно 8, од кои 2 се во Охрид, а 6 во Струга. Кој од кој порепрезентативен? Овде пазарењето ги надминува стереотипите на традиционалниот маркет и преминува во забава. На корзово миса, значи мерак и уживање меѓу најдобриот спектар од производи, групиран во месара, пекара, тазе сготвена храна во капацитет од 3 стандардизирани кујни и перфектен избор на најдобрите плодови од свежо овошје и зеленчук. Во овој лидер меѓу маркетите, асортиманот и аромите инспирираат, а сјајот и боите на првокласните плодови му угодуваат на муштеријата да се чувствува привилегирано како гостин. Со клучот на успехот, доверба, контролиран и континуиран развој и трите главни начела – цена, услуга и квалитет, миса стана омилена не само за конзументите, туку и меѓу својот кадар, колективното семејство од над 165 вработени, кои се грижат за снабдувањето, редот и образот на брендот, во пресред на пазарењето, кое овде станува вистинско доживување. Се чини дека сите песните се хитови, немаш промашена песна, меѓутоа тоа е песната која што Остави голем, Так, голем печат и ден денеска е песна со која што секој пат почнувам мој настап. Има ли песна е безвременска. И не само тоа, туку некако стана и песна како што ете во соседството знаат да ја запеат зајди за да покажат дека знаат да пеат. Така се случува и со Има ли песна. Така е. Тешка песна секако за пеење, многу захтевна и многу сака баш кондиција да се отпее таа песна. И после стартовавме после Жал за Деспина, па ред песни се редеа до ден денеска. Кажи за наградава Наум. Наградата. Ке ни се налудат стружани. Награда како награда не одам никој пат за награди, мене ми е наградата слушаноста и дружењето. Тоа е, и имам другари со кои ќе се дружам уште цел живот. Значи ми остана, имам професори, запознав и уште еден пријател што има и во Минхен свој ресторан и во Тузла. И најубавите чебапи на планета ги прави. Јас мислам риби ќе збориме денес, кај тој цел ден за кебапи ми кажуваат. Гладен да не си веќе. Риби на крајот. Така ли, добро, крајот најубавото за крај, да. Така е. Кога ја споменав Има ли песна, се сетив на таа снимка, онаа снимка која што остана да биде сведок на едно време кое што за жал нема да се повтори. Твојата изvedба заедно со Тоше. Ми се чини дека никогаш не звучала поубаво и помоќно Има ли песна. Па има моменти, бидејќи беше и Тоше Така. на снимката. Меѓутоа, првата верзија ми е со Владко Стефановски, Љупчо нормално и голем оркестар. И таа остана како... Не, добро, мислев, зборував во смисла на дуети некој, без разлика што таа не ви е нели заедничка песна, туку ја отпеавте. Ја отпеавме по желба на Тоше, заедно, и не се ни на крај на памет имавме дека ќе има толкав ефект таа песна. Си отпеавме за нас да си имаме чисто онака... За душа, што би се рекол. За душа. Ама тоа се примети и на снимката и затоа имаше милиарди прегледа. Неверојатна работа. Баш беше интересно чудо. Тука имало хотел порано, кој е срушен, хотел Галеб, и затоа се вика и плажа Галеб. И сега едно од најкултните места во Струга, кај што се собираат многу млади, од сите возрасти додуше, кај што летно време има жива музика, се слушаат тие песни на нашата младост.
се слушаат и нови, додуше овде претежно одиме на поп музика, R&B и така. Групи доаѓаат многу, има гостувања. Летно време е стварно прекрасно. Значи овде ти е, ако го бараш наум во Струга, тука ќе го најдеш на плажа Галеб сигурно. Тоа обавезно. Покрај езеро мора да седнеме малку. Кога дојдовме овде ми рече тука беше и пливалиштето, базенот. Искрено, Ова е пливалиштето, буквално, отворениот базен. овој дел овде? Овој дел овде што си чека на реновирање. Меѓутоа овде беа сите на превари по пливање порано. За вежбање сите пливачи тука вежбаа. Кајакарското е малку подолу и кајак имавме ние европски шампиони во кајакарство и едносет и двосет и така. Познати луѓе, имавме добри пливачи, имаме за ракометари не правам муабет, беше тоа Струга е најпозната по ракометот. Се одржува порано многу турнири тука. Од светски ранг идеа звезди, ракометни, многу големи. Го споменавме нели еве спортот, пливалиште, ракомет. Ти некогаш си се бавел со спорт или? Како не, средна школа дори. Така? Бев средна школа и после се фати за музиката и останав на музиката цел живот. Ја сакам музиката и го подарив цел живот на музиката и тоа е тоа. Ајде на здравје. Малце ќе поуживаме, извини, морам да се одморам и одиме на следна дестинација. Апсолутно. Оди звездо, Овде навечер, барем во понево време, е осветлено и сето тоа делува така и импресивно, ќе речам, ама и многу романтично. Ти ми рече дека и на времето сте ги користеле овие места За да се шетање, скриете, за видување. ете така. Дали може би некој од овие клупи ти буди споменили се нови клупи, бе, па ги нема оние старите, а? Па старите клупи беа поинакви. Посладки беа тие. Да, и ова све овие беа многу поразлични. Стазиве по кои што газиме моментално беа направени од некои бетонски плочки, беа поинакви. Сега со новиве технологии нормално дека се обновува. Само толку се измени, мислам, не е ептен многу изменета. Наум ке те турнам во Дримов, значи те прашав за девојките, а не за плочките. Па девојчиња нормално дека имаше, да се движеле тука. Млади, популарни. Сме се криеле пред хотел Дрим се криевме. А тоа ви беше така Тоа ни поскришно беше- место? Пошто здола под терасата имаше кајчиња, што ги тргаја. И таму ни беше тајното место кај што се сокривавме од лошиот звездо моја, срцево ме стега, земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. Струга е вистинско туристичко и трговско јадро во кое нејзините локални јунаци се фирмите кои ги задржуваат младите со визии, стандард и капацитет во кој има место за сите кои го следат својот сон. Една таква прогресивна компанија, препознатлива како економски белег на градот и символ за докажан квалитет, е Подгорка, чија успешна приказна започнува од нејзиното основање во 1991 година. Со јасна управувачка визија, инвестиција во човечкиот капитал и постојана надградба, таа станува лидер во прехрамбената дистрибуција, полнејќи ги рафтовите ширум цела Македонија, со најдобриот избор на млечни производи, пилешки, говецки, трајни и полутрајни сувомеснати производи, јунешко и телешко свежо и замрзнато месо, замрзнато пилешко, зеленчук и овошје.
За да се обезбеди одржливост, континуитет и цврст партнерски однос со сегашните и идните коминтенти, потребни се доверба и интегритет кој подгорка ги обезбеди со долгогодишна работа, иновативност и капацитет наменет за работниот процес кој го извршува во сопствен деловен простор од над 5000 метри квадратни со магацин, 7 комори за одржување и замрзнување, деловни канцеларии и сопствен возен парк за навремена достава. Објектот е изграден според моделите за енергетска ефикасност, а производствениот процес се одвива според највисоките европски стандарди за хигиена и квалитет. Со многобројните сертификати, меѓу кои халал сертификатот, подгорка ги освојува конзументите извозно ориентирана во соседните земји. За сите љубители на словенечките брендови Зелене долине, Джеле, босанските Менпрон и Мади, српскиот бренд Флора и холандскиот Тибоер НЗН, струшката ризница од премиум производи ги поврзува земјите со добриот вкус, кој е заштитен знак и повеќе од тоа, вистински гастрономски украс. Мирна вечер, спие светот, ноќ по ноќ си врви векот, само моето срце не спие. Тивко газам како срна и со друштво на лов тргам, чекајте не реки планини, еј убавини. Сите ловци и риболов. На ум на рибар не му се кажува еден збор, ајде да не го употребам да не си направиме малер. Да. Со среќа, со здравје, Никако тоа ништо. Сега, јас искрено риба многу сакам. Посебно ми е омилена белвицата, ама не знам да ја фатам, тоа е проблемот. Белвицата се фаќат на други принципи, али ова е направена трска со васер, кугла и мушица. Ова е за клен, плашица покрупна. Ке фатиме Тоа нешто? Чисто сумњам сега, не гледам нешто дека има рибчиња. Аха. Меѓутоа можеме да пробаме само. И можам да заклучам дека не само што си одличен рибар, си и голем другар и секогаш си стоиш на зборот. На зборот, тоа е искрено, сигурно. Да, прво не верував дека е така, ама во една прилика ти кажав дека многу сакам белвица, а ти имаше донесено краб и веќе во следната прилика добив покана за белвица. За белвица, така е. Ете така, а дека си нели најдобар рибар меѓу пејачите и најдобар пејач меѓу рибарите, сведочат сите оние, сега како се викаат тие улови, трофеи или како се викаат, капиталци, Па да, така? имаме доста низ живото фатено. Сум ловел горе, океански риби сум ловел исто. Да фрламе ова црскава Фрламе и да еднаш, само фатиме да нешто. пробаме, ако фатиме нешто. Ајде. Браво. Тука е. Нема риба. Нема, иначе ако имаше, ќе покажеше одмah, треба да се шетате, макар и плашица да имаше, може да се фати. Меѓутоа, ова време се северен ветер дува. Мислам дека тешко нема да има нешто. А да си ја пробам јас реката на ум? Сакаш да фрлиш? Па да пробам, само кажи ми што треба да правам да не ја фрлам и трската. Само ова се прави, Добро. или вака. И кој ќе забациш, кој ќе фрлиш вака и го отпушташ конецот само. Аха, За да може да летне. вака да го држам сега? Така. Ајде сега. Гледање те фатам тебе, бегај подалеку. Леле, што не ми се случи, возев трактор. Ние знаеш Нау. како викаме? Изгледа ништо не направив јас. Па требаше да опуштиш овој конец. Аха. Ај уште еднаш. Значи го ќе фрлам, го пуштам конецот, Да. така? Ете, браво. И кај е? Сега ќе видиме. Аха, еве го ваму. И сега треба да мотам, така? Сега само ова се навалава и се Добро. фаќаш тука со десната рака. Добро. Така, и со ова моташ.
И сега ако извадам некоја риба, наум што правиме после? Одма на скара. Епа, изгледа Нема рибчиња. среќа во риболовов денес немаме. Тука се собираат многу риби, меѓутоа нема риба годинава. Ништо наум ние риба не Ова, фативме, не. ама веќе не имаат спремено овде. Па Така мислам да дека е ќе- најпаметно, Ќе фатиме сигурно сега. ако не е во езеро во Чинија, ја фаќаме. Апсолутно ќе фатиме. Ништо тогаш, јас се откажувам од моите рибарски приказни. Амбиции. Види, ама јас ќе ти кажам дека фатив риба. Нормално. Вака некоја. Ништо, одиме тогаш малку да Да поуживаме Да во поуживаме, Александрија. Александра во Александрија. така е, Нормално. 100-500 на наум. Така е. Радожда, ривиерата на радоста, вткаена во потеклото на името на едно од најубавите езерски села во Струшко. Мало, долгнавесто во гростот Куки, селото е поделено на крајбрежен лак со плажи и тераси по кеот и венецот Куки десно од патот. Радожда е гнездо на спомени, чудеси, струшка есенција која ја дава посебност на нашата земја, капка во идентитетот. Истовремено е и рибното ателје на Струга, затоа што тука владее уметноста на риболовот, се раѓа поетскиот збор и зрее потегот на сликарската четка, подценките на муренките, кои полека исчезнуваат. Полна е со природни создадени ремек дела. Едно сакрално светилиште во височините на Карпите е црквата Свети Архангел Михаил, адаптиран храм во природна пештера. Веројатно била осветена пред или во 13 век, а незин светителски патрон е Свети Архангел Михаил, војсководителот на небесните сили. Радожда пред себе тиркизна, зад себе мозаична од куки, таверни и керамидни стреи, раздвоени со лозници и по некој заринкан или превртен чамец, е идеална за спиритуален риболов. Секако и за дегустација на уловот во рестораните кои се надпреваруваат со своите езерски специјалитети. На софра на плажа, во друштво на галеби и лебеди, Александрија е меракот на Радожда. Тука аромите ги разнесува струшкиот стрмец. Се мешаат традиционалните и медитеранските мириси на трпезата, богата со најдоброто мени за рибни, ексклузивни и одомакинети специјалитети. Радождански мастрав за витезите на добриот вкус. Како ми рече Преска, знаевме во дружбите овде со газда Крле да фатиме рибче и само да се јавиме да се запали скарата. Апсолутно. Е сега јас и ти ништо не фативме за жал, ама Па не е сезона сега. Така е. Така да многу Во ветер сезон. дува, се вадиме на ветерот ќути, нау. Се опрукав со трската. Ама добро, Крле, затоа се ни подготви. Апсолутно. Многу ми се допаѓа тоа што овде има се што го сакам од овој крај и се што е буквално Наше автентично. македонско, Така. автентично и природно. Така. Без сиренце нема нели убаво мезе, па макалце. Макалце обавезно од лук, пиперчињата. Али ова е најубаво во август. Овде. Ама ние сега ќе глумиме дека е август. Август во април. Август кој ќе стигнат на маестро Дон Крле, кој ќе стигнат од Бавчата, неговите патлиџани, домати, ние патлиџани си ги кажа тука, домашни пиперки, љути, благи, вакви, такви. Се е ова домашно тука. Е, тоа има посебен мирис, посебен вкус. И времето има посебен момент. Да се вратиме малку на музиката, не за друго наум, затоа што ќе те терам да ми пееш. Овде имаме снимено и доста спотови нормално. Тоа ќе те прашав. Овде ти е снимено и ти е снимено Гнездо. видеото за Гнездо, така. Тука ја направи дури промоцијата. Да, Тоа да. беше случајно или затоа што за ова место те врзува буквално Случајности животот? нема. Така. Баш е напишано Гнездо. Целиот текст е оформен за
како нашите деца го напуштаат родното гнездо и често пати знаеме да седниме, што ние сме со Крстен цел живот заедно, ние викаме цел живот. Зошто децата ни одат? И баш го разговараме тој момент, што е добро, што не е добро, зошто заминуват, зошто покрај од ова убавина одиш во некоја тмурна средина некаде само за пари. Значи, не се се парите во животот. Кога ќе изгледиш и кога ќе видиш Охридското езеро, а идеш од Скопје, од било каде, поготово од Австралија, Америка, и кога ќе го видиш дали со авион идеш или со кола, во Охридско езеро, многу подруго чувство. Како и да идеш од кај аеродромот го гледаш езерото, исто е. Тоа е нормално. Тука е таа точка на патот. Кога ќе седнеш еве вака сега малку нели можеби сериозно фативме, кога ќе размислиш, се сметаш ли себе си за среќен човек? Апсолутно. Апсолутно, можеби најсреќен. Имаме се. Имаме деца, имаме внуци, имаме куќи, имаме коли, имаме се што може човек да посака има. А најбитно е што имаме и мир. И пријатели? За пријатели, па нормално, ако човек сам Так. не е за никаде, ако немаме пријатели, ако не се видиме ние еднаш дневно, денот ни проаѓа без везе. Значи ние дали овде ќе седиме или ќе се договориме сме на чорба во пазарчето Струшко наше. Или ќе седниме на Галеп плажата, покрај езеро. Мора да седниме да се видиме обавезно. Убаво реков јас на Вајле како струга нема друга. Ги спомена децата, рече дека си нели нормално среќен човек, имаш 4 деца. Веќе да не зборуваме, јавноста знае нели двете ќерки се од првиот брак, Сања и Анастасија, Стефан и Македонка се од вториот брак со Зоица, веќе си и дедо. Анастасија покажа афинитети за музиката, иако сега некако малку се повлече веројатно мајчинството, така. Нормално, така е. Што е со остатокот од семејството? Можеби, не знам, останативе деца, внуците, кој покажува желба или љубов кон музиката? Или сите? Па Сања веќе работи како физиотерапеут, одбра медицина. Така. Тоа си го одбра како животна цел и работи во Промедика. И се ќе најавам, во септември ќе правиме свадба. Да, па наум. Ова не поминува без на здравие. Да, здравје, за убаво само. Само за убаво да е. Ајде сега После останува третата. Македонка и Стефан се сеќа мали, инаку ќе ме шокираш овде со информацииве. Македонка е трета година. Так. Соло пеење на музичката наша академија. Пее од мали нозе, но пее веќе повеќе уствари овие оперски ари. Кај професорката Весна Гиновска и се граби кон своите успеси. Нормално и таа си има дечко, запознаени сме, доаѓа, оди така и дечко, така да се надевам дека се во сериозни води. Стефан, најмалиот ми е. Полуматурант е Стефан, да. Овде го викавме како мал шлепс. Да. Затоа што не можеше да речи швепс. И шлепс. Немој да не се налучи сега. Кај е шлепсот, тука правеше разни овде лудори милиарда. Овде порасна. Добро, Стефан сега се дотера, се спрема за полуматура. Го уфирцавме вчера, така да спремен е. И тоа е нешто, почна нешто женски лево десно, што и на 15 години може и нормално. Па не знам на кого е, да не, мислам, во дилема сум, еве. Еве ги споменавме, нели, децата, логично е да ја споменеме и сопругата, Зоица. Сега, јас се мислев како да те прашам, дали да те прашам како стоиш со колегите или да те прашам како стоиш со сопругата, бидејќи ти е таа и колешка ти е. Ама си реков, ајде сега да го преформулирам прашањето. Како се љуби убава жена?
Ке пееш или ќе одговараш на ова? Што ти е полесно? Секако лесно ми е. Не знам јас, одбери си, ти оставам на тебе. Јас, таа ми е првата омилена, па сега види ти. Како се љуби убава жена, никој на светот одговор нема. А јас верувај ми знам, ке ти покажам. Газда Крле, нека ни ги собере чашиве, оти ја искршивме кафанава, не, се шегувам нормално. Јас мислам како да направиме дотур. Така, за дотур е работа. На Рипчево ни стигна, сега пак ќе речам, не го фативме ние, ама... Важно добри пријатели имаме, тоа е најважно. Апсолутно. Сега ќе имаме понатака сега во летниот период ќе има и поубави риби, нормално. Имаш ли ти некоја песна која што од нормално нема да те прашам која ја сакаш највеќе или која ти е најдрага, меѓутоа песна која што така сакаш да ја пееш нормално твоја, онака со кеф. И многу песни кои во понове време излезе Милица, претходно Јована. Одлично, одлично. ме погоди. За Марија, па Лено Ленчев. Имаме милион песни. Па, да одбирам може? Сега не сум Јована, ама Јована Јованке навистина ти е една од поубавите, мислам поубавите. Лично Убава песна, да. Весела убава. Весела, да. Навистина и така буди убави емоции, еве ќе речам. Апсолутно. Ајде да не доразгали денеска. Немој не плачи, лична Јовано, срце во што бие в гради ми е таксано. Солзи избриши, лична Јовано, ти се колорам, не сум душа либе неверно. Моја Јовано, лична Јовано. Се чудат помладиве генерации која ќе им кажам дека јас не слушам народна музика. Најпоќе го слушам пак од Делусија, од времењето, не е од сега, многу одамна. Значи, таа латино музика ми е многу одамна влезена. И не само латино, него слушам поп, музика, рок најпоќе. Па слушам и джез рок, джез фанк, поп рок. Тој ќе те прашав, ако го вратиме времето, не те прашувам дали ќе се бавиш со музика или со нешто друго, туку сакав да те прашам дали ќе останеше во светот на забавната музика, или ако се вратиш наназад, или ќе го направиш ово што го направи во животот. Од забавна се префрли во фолк. Па зависеше многу од многу работи во тогашно време. Забавната музика беше така, како трната на страна во тоа време, Валандово излезе како фестивал, па Цветници, Охрид, па Скопје, па Охрид фест, па Серенада, Интерфест, така. Морам да ти признам нешто, за да ги слушаме брановиве како шљашкаат, измрзнав наум. Јас сега ќе те замолам да ми отпееш "Отвори ми мила пенџери", со надеж дека набрзо ќе ги затворат пенџериве да се згрееме, затоа што стварно измрзнав. Еве ме кришум доајам, под мене шепти каладарма, а во дворој твој сладки мириси, веќе цутат први зумболи, а јас кефлија скинав зумбу два.
Сакам коси да ти украсам. Отвори ми, мила, пенеджери. Знаеш добро кој ти доаѓа. Сите мирно дури спијат, твоите усни да ги пијам. Отвори ми, мила, пенџери. Дури кучиња мелат, звезди патот ми го откат. Отвори ми, мила, пенеджери. Да поздравиме емисијата. Да, и и спонзорите, морам да ги поздравам пријателите. Бубеин, Резерв и Фигурела. Навистина ми е чест и задоволство што ете конечно после толку договарање да дојдеме заедно во Струга и во Радожда, да не го сгрешам акцентот. Без Радожда, никако нема. Не. Да не ме кара дека зборам јас, кажи нешто за крај, не молим те. Па макар ако сакаш и пеј, само не ти одјави емисијава, многу сум зборела, јас така ми рекоа. Почитувани дами и господа, голем поздрав од нас. Александра во Александрија. Во најнормално издание бевме денеска, Мастрав муабет и баш Мастрав муабет. И на здравие. Да здравие.